Добар ден, почитувани гледачи на Собранискиот канал. И денеска во Собраниското студио во друштво на две прекрасни дами, пратеничките Фаница Николовска и Благица Ласовска. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме, благодарам за поканата. И во денешната емисија повторно за жените во политиката, за женските права генерално. Можат ли жените во Македонија достоинствено и гласно да кажат да го можам тоа зашто сум жена? Повелете. На тоа прашање пред да одговорам, треба да имаме предвид дека правата на жените и застапеноста на жените во сите сфери на општественото живење во нашата држава сметам дека се подобрува. Меѓутоа, дали е тоа доволно, сепак не е. Имаме ние успешни примери на жени во сите сфери на општеството. Имаме успешни докторки, универзитетски професорки, адвокатки, менаџерки. Жените докажуваат дека можат успешно да се справуваат со сите предизвици и успешни да бидат во секоја професија. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Сметам дека не е доволно и не сме на тоа ниво стигнати, како вие што кажавте, да може жената достоинствено да каже дека јас сум жена, тоа го можам. Мораме уште многу да работиме заеднички, за да жените станат равноправни во сите сфери со мажите и да докажат дека навистина можат да се справуваат со сите предизвици. Вашиот став? Јас ќе се надоврзам на мојата колешка и од тука би апелирала до жените кои што не гледаат да го кажат тоа да, јас го можам и да знаат дека има некој кој што се грижи и се бори рамо до рамо со нив. Дали е тоа така генерално, се уште не сме, како што кажа колешката, дојдени до тоа ниво, иако во парламентот сме застапени 42% и во европски рамки, доколку се гледат статистиките, ние како држава котираме добро. Но тоа е само заради тоа што постојат квоти и законски е тоа ограничено. А ако појдеме природно, бидејќи 50% се мажи и 50% се жени, тогаш нема нешто што би требало да спречи жената да учествува рамноправно со мажите. И во општеството, и во политиката, и во било која сфера на делување. Сега да не кажуваме и да не звучиме феминистички, но науката кажала дека жените си поодговорни и подисциплинирани и понеподложни на корупција, не се то грижливи се. И затоа ги охрабруваме жените да се вклучат во борбата за правата на жените во Република Македонија, сите жени. Го спомнавте процентот на застапеност во актуелниот пратенички состав. Можеме ли уште повеќе жени за последниот парламентарен состав? Да, секако сметам дека можеме и дека треба да има повеќе жени застапени во следниот парламентарен состав. За жал, жените се застапени во нашето општество на ова ниво само ради законските измени. Во изборниот законник, значи се предвидува процентна застапеност на жените и тоа допринесе да се подобри застапеноста на жените во собранието. Меѓутоа, за жал, во извршната власт сметам дека не е доволна застапеноста на жените на министерските позиции, на директорски позиции, членови на управни, надзорни одбори, кандидатки за градоначалнички и актуелни градоначалнички има многу малку. И затоа покрај општествената волја, политичката волја, мора да се направат и дополнителни законски измени за да жените бидат равноправно застапени со мажите, како што е и делот на стратегијата за родова еднаквост, да бидеме застапени 50-50%. Апсолутно се согласувам со мојата колешка дека следната борба е таа, впрочем тоа ни е и зацртано како начин на действување и ги охрабруваме идните пратенички да продолжат во тој дух да работат, затоа што, како што кажав и претходно, ние сме 50-50 во природата, така да треба да бидеме застапени секаде. Пречките ги има на тој пат многу и вака кога ќе ме прашаат или ќе не прашаат да нели сте незадоволни или нели ви пречи што сте квота, да, може би во еден дел, но во другиот дел, ако не сме квота, тогаш нема да не има. Пробано е ова, искуствено ви кажувам, испробан е, ајде да кажеме, рецептот. И се додека
во општеството не стане совршено, јасно, нормално дека треба да бидат и жените вклучени во политиката и во целиот општествен живот, за жал ќе ни требат законски решенија од ваков тип. Сега спомна колешката дека имаме мал број на градоначалнички, мал број на жени во извршната власт. Сме го дискутирале ова многу често во клубот на пратенички, генерално како жени со кои што соработуваме и со невладиниот сектор. Има модели кои што би требало да ги приспособиме, знаете, на нашиот општествен систем. Има модели кои што во иднина би требало да ги приспособиме и да ги имплементираме во законските решенија, но прво и пред се, верувате дека е охрабрување на самите жени да се занимаваат со политика, затоа што во оваа бара во ова мочуриште на поделеност по разни основи, најлесно е на жената, па и генерално да кажат ние не сакаме да се занимаваме со политика, што е многу погрешно. Така. Една позната мисла за жените вели дека секоја жена која ги разбира проблемите при одржувањето на домот ќе биде поблиску до разбирање на проблемите при управувањето на една држава. Важи ли тоа во Македонија? Жените, кога се имаат дилема, во принцип, затоа што навистина жената има обврски кон семејството, има обврски кон грижа за децата, а за разлика од друга страна, например, политиката бара време, бара посветеност и жените тука се обесхрабруваат да се вклучат активно во општествено-политичкиот живот. За ова ни треба навистина голема промоција и охрабрување на жените да го прифатат тој предизвик. Јас тука би ги пофалила и претседателката на клубот на пратенички и претседателката на Комисијата за еднакви можности, кои што низ многу дебати, работилници што ги организираат, го промовираат родовата еднаквост и се грижат за учество на жената во општествено-политичкиот живот. Ни треба уште многу потребна и политичка волја, општествена волја, секако тука и поддршка од семејството, за да жените го достигнат своето ниво во нашата држава. Имаме такви примери во државата кога жена ќе владае со некој ресор или ќе управува со некој ресор и тоа се исклучителни примери кои што ќе ви покажат како жената се грижи за ресорот како што се грижи и за домот. И мене ми е навистина драго што повторно во Република Македонија се отвара простор за претседателка на Република Македонија и верувам дека претседателката на Комисијата за еднаквост помеѓу мажите и жените, која што истовремено е и основоположник на македонското женско лоби. Професорката Гордана Силјановска-Давкова навистина има посветено огромен дел од својот живот на правата на жените и се отвара можноста да ние како жени се сплотиме и навистина да имаме една мајка на нацијата, претседателка на државата и верувам дека во тоа ќе биде многу успешна и ќе покаже еден пример како треба да се води државата. Ги спомнавме обврските на жената политичарка на работа, ги спомнавме и дома. Тешко ли е да се изменаџираат тие две работи, а да бидат подеднакво успешни? Па не е лесно. Во секој случај не е лесно, затоа што, како што кажав и претходно, жената си има обврски и кон семејството и кон домот. Политиката од друга страна си бара голем ангажман. Битна е тука, сметам, и поддршката и од семејството. Јас лично можам да кажам дека имам огромна поддршка од семејството. Со мојот сопруг ги делиме заеднички обврските, затоа што мора да имате поддршка. Жената сепак има поголеми обврски од мажите. И во домот, и е поодговорна, похрабра. Жените кои што се на функции докажуваат дека навистина подобро се справуваат со обврските од мажите, затоа што се поодговорни, потемелни, попосветени во работата и тоа мора да се изменаџира и за да се постигне успех. Па да, секако дека има тежина, затоа што, видите, ако немате поддршка од семејството, тоа ќе имате личен притисок и нема квалитетно да ја сработите работата за која што сте избрана во случајот. И ако
и таа поддршка мора да ја имате. Јас лично ја имам и не е баш лесно, бидејќи и возите, ние посебно што не сме од Скопје, но како и да е, чувството дека придонесуваш за нешто за кое што граѓаните гласале за тебе, а особено во овој дел пак за жените, јас можам да кажам дека е навистина извонредно и дека тоа пак дава одреден стимул да продолжите понатаму, без разлика на плеки колку многу ја носите таа тежина и домашни обврски, и мајка, и сопруга, но кога навистина сакате нешто, мислам дека тоа и се реализира затоа што со добра организација се може да се направи. И тука ќе кажам, и пак ќе кажам да не звучам феминистички, но навистина сме добри организаторки ние жените. Ние знаеме да си го организираме времето. Знаеме, едноставно менаџирањето на сопственото време може да е некогаш и многу често на наша штета, да речеме, на нашето слободно време, но сепак знаеме да изменаџираме и да постигнеме секад. Жените кои што се на јавна функција, кои што се јавни личности, не зборувам тука само за политичарките, туку и другите јавни функции кои што ги имаат жените, многу често се мета на напади, на навреди, почесто од мажите, да кажам, на говор на омраза, па дури и сексистички изјави. Ги обесхрабрува ли тоа жените? Да, сметам дека многу ги обесхрабрува. Во ера кога живееме на дигитализација, на достапност на социјални медиуми, многу често сме сведоци на родово базирано насилство, особено врз жените. Често пати се коментира изгледот на жената, нејзиниот начин на облекување, многу малку се цени нејзината интелектуална можност, способност што ја има. И да, жените тоа ги обесхрабрува. Треба многу да работиме за тоа да го намалиме или воопшто да го нема. Тука е потребна поддршка на жените меѓусебно, да им дадеме поддршка на тие што се жртви на таквото насилство, на говорот на омраза. Многу треба да работиме на тоа, затоа што тоа е една можеби од причините која што жената ја обесхрабрува да се приклучи активно во општествено-политичкиот живот во било која сфера. Па јас би кажала дека можеби најглавна причина е тоа, да се обесхрабрат од таквите начини на мизогинија, сексизам, шовинизам. Не секоја жена има прак на толеранција и не секоја жена би сакала да биде мета на такви напади, критики, омаловажувања, а со самото тоа и своето семејство да го стави на удар на јавноста. И од тука ние како политички партии и како организации унии на жени работиме на тоа и треба уште гласно да работиме со невладините организации. Тоа некако знаете да и законски да се регулира. Имаме ние во кривичниот законник, имаме се, меѓутоа мора да ги научиме жените дека прагот на толеранција во политиката треба да е поголем, но тоа не значи дека ние треба и мора да бидеме напад на такви сексистички и мизогини коментари кои што навистина ги обесхрабрува жените. Работиме на тоа, верувам дека и Социјалдемократскиот сојуз работи, и генерално сите како политички партии, како клуб на пратенички имаме такви агенди со невладините организации. Разговараме, видете, тешко е тоа да се отстрани, така да се пресече со нож, би рекла, особено во општество кое што е традиционално, во кое што се уште има стигма, во кое што има се уште верувања кои што нели ги сметаме за застарени но не треба да се откажеме од таа борба, затоа што таа борба е првенствено причина затоа што жените се откажуваат, ама таа борба е наша и идна на идните колешки кои што ќе влезат во собранието за да ги охрабрат жените и да дојдеме на почетокот на прашањето дали може жената достоинствено да каже да можам. Да, таа може, но е обесхрабрена од ова што сега го кажевте. Но не се предаваме. Така.
Го спомнавме процентуалната застапеност во овој пратенички состав, која што не е за подценување 42%, но како до повеќе жени во високата политика? На ова прашање ќе треба да се повториме претходно што кажавме. Значи потребно е прво жената да биде да се охрабри да учествува во високата политика. Затоа кажав и претходно, жените се поодговорни, попосветени и ми сметам, одговорно тврдам дека можат подобро да ги извршуваат функциите, било која политичка функција, за разлика од мажите. Македонската жена и историјата докажала дека е храбра, се изборила за своје место прво во семејството, во општеството, учествувала во народно-слободителната борба, доказа тоа и споменикот на жена борец кој се наоѓа во Тетово, кој што е символ на храброста на македонската жена. Меѓутоа треба поголема промоција, поголем поттик да им се даде на жените, да им се влее доверба дека они навистина тоа го можат и дека можат да извршуваат одговорни политички функции како во законодавната власт, така во извршната, во локалната самоуправа. Само треба поголемо охрабрување, кампањи, поттикнување на жените за да се вклучат активно во политиката и кога ќе се отстранат овие бариери што ги спомнавме претходно, кои што ги обесхрабруваат или да се намалат, жените ќе учествуваат активно во политичкиот живот и во највисоките политички функции ќе ги извршуваат. Јас би се согласила со се што кажа колешката, само ќе додадам уште нешто. Сите ние имаме обуки кои што, за права на жени, во Комисијата за еднакви можности, во клубот на пратенички дебатираме, разговараме. Ќе видите дека само жени сме. А тоа не е само за нас. Еве прв пример е дека на таквите дебати учествуваме само жени. И би требало таа борба да ја насочиме и внатре во партиите, но и тука во собранието, да ги инволвираме мажите во ова, јас не би рекла дека е ова женска борба. Ова општествена борба, да ја разберат и прифатат многу повеќе оваа борба која што ние ја водиме и тука, и внатре во партиите, за да тоа оди многу по-нормално како што е во останатите демократии, западни демократии кон кои што се стремиме. Вие ќе видите кога ќе се сретнете со некоја колешка, да речеме од Шведска или некоја друга држава, кај нив да нема квоти, но за нив е нормално дека жената треба да биде представена дали во законодавниот дом, дали во владата, дали во општествениот живот. Генерално за нив е тоа нормално. Таа борба не можеме ние сами да ја водиме, туку треба заеднички мажите и жените да ја водиме. Почитувани пратенички, ви благодарам за денешниот разговор. Нека ни е честит празникот на жената и се надевам дека и во иднина ќе можеме да отвориме повеќе вакви теми во нашето студио. Благодариме. Благодариме. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме што бевте со нас и на денешните интервјуа посветени на Денот на жената и на женските права. Пријатно.